10-та плоча. Престолот на Божицата Сидур Сабиту на високо е на брегот морски. Тука таа седи и влезот на градината на боговите го чува. Ставата со појаси е стегната, телото во долг фустан облечено. Се устремил Гилгамеш на сите страни трча, кон портата се упати. Со кожи од диви животни облечен, ликот му е страшен, телото на боговите слично. По срцето болка носи, прилега на патник од далеку што иде. Сабиту во далечина гледа, за себе си зборува, совет од срцето си бара. Дали е возможно патник некој влез во градината на боговите да бара? Каде тој чекорите своји ги упатил? Штом Сабиту поблиску го забележа, портата си ја затвори и ја замандали. Гилгамеш внатре реши да влезе. Рака крена и секирата на портата ја кладе. И на Божицата Сабиту и рече: "Што виде Сабиту? Та вратата ја затвори. Пред мене портата ја затвори и со резе ја замандали. Вратата ќе ја скршам, резето ќе го распарчам." Сабиту вратата ја отвори и на влезот во градината му говори и вака на Гилгамеш му рече: "Зошто ти се така образите испиени? Зошто ти е челото така мрачно и набрано? Зошто ти е душата натажена, а ставата подведната? Зошто во срцето болка носиш? На патник личиш од далеку што иде. Зошто лицето од ветар и од дожд и од сонце пладневно ти е изгорено? Зошто од далеку преку степата иташ?" Гилгамеш на Сабиту Божицата и рече: "Како образите да не ми се испиени, а челото мрачно и набрано? Како душата да не ми е натажена, а ставата подведната? Како во срцето болка да не носам? Како да не личам на патник од далечина што иде? Како да не ми е лицето поцрнето од ветришта бурни и сонце, од пладневна жега изгорено? Како од далеку преку степата да не трчам? Мојот млад брат, пантерот на степата Енкиду, мојот млад пријател, кој стори се на брегот на кедровите да се качиме, да го фатиме и убиеме небесниот бик, Хумбаба да го совладаме во гората кедрова што живееше, во клисурите лавови да убиваме, мојот пријател, кој со мене сите маки и опасности ги делеше, кого го сакав, толку многу го сакав, него судбината на смртните го стигна. Ден и ноќ по него ридав, и во гроб него положив, и чекав, и верував, дека мојот пријател ќе оживе од моето гласно довикување. 7 дена и 7 ноќи лежеше, како црв згасен. Живот барав, но веќе не го најдов. Затоа преку степата јурев, на човек од дивината сличан. Судбината на пријателот тешко мене ми падна. Како тагата и болката да ја стишам, како да се утешам? Пријателот што го сакав, прав стана. Енкиду, мојот пријател, грст земја се стори. Зари јас кон ќе мора да се смирам и довека да не станам? Во тебе гледам сега, о Сабиту, за смртта, за да не ја гледам, од која се плашам." Сабиту вака на Гилгамеш му рече: "Каде иташ, Гилгамеш? Животот што го бараш, не ќе го најдеш. Кога боговите луѓето ги створија, за нив смртта ја одредија, а животот за себе го задржаа. Затоа јади и пи, Гилгамеш, телото полни си го. Денот и ноќта во веселба нека ти минат. Секој ден игра и веселба да ти е, и празник радосен. Чиста облека облечи, измий се, главата намириса ја, телото во свежа вода искапи го. Со радост децата гледај си ги, за раце што те држат. Во твоите преградки жената нека се радува. Затоа во урук врати се, во градот свој, како крал и јунак славен." Но Гилгамеш не изе на Сабиту и рече: "Доста, Сабиту, патот до Утнапиштим покажи ми го. Упати ме до него да стигнам. Како до него да дојдам? Упати ме. Ако е возможно, преку морето ќе поминам, ако не, по брегот понатаму ќе трчам." Сабиту на Гилгамеш му рече: "Нема место крај ова море од кое некој среќно отаде би поминал.
и среќно би пристигнал. Ниеден што ваму стигнал од прастари дни преку морето да премине не можел. На вистина Шамаш преку морето плови, тој јунак силен, но кој освен Богот на сонцето таму може да премине? Тешка е пловидбата преку светото море. Патот до водата на смртта е тежок. Преку морето како ќе преминеш, Гилгамеш? Па и да ја поминеш водата на смртта, што понатаму би правил? Но погледни, таму кај ковчези со камења лежат полни, таму е Ур-Шанаби, бродарот на Утнапишти. Што туку во шумата отиде, треба да собира и јаготи да бере. Не го побаре го ти. Ако е возможно, со него отаде помини. Ако не, врати се. Штом тоа Гилгамеш го чу, оружјето си го зеде, секирата на појасот си ја закачи, на пат тргна и кон морскиот брег се упати. За миг, како копје фрлено меѓу него и божицата, вратата на градината се затвори. Гилгамеш во далечина гледа и на речната утока кораб здогледа. Таму чекорите своји ги упати. Кон коработ на Утнапишти. Бродарот го бара, сигурно што би го пренел преку морето широко и преку водата на смртта. Се приближи и почна да очекува. На брегот кораб лежи, по брегот талка Гилгамеш. Секаде бродарот го бара, но него никаде го нема. Гледа како лежат ковчези со камења наполнети. Кон шумата приоѓа и вика: "Еј, бродару, те барам! Преку морето пренеси ме, преку морето на смртта." Го викаше гласно, но одговор немаше. Гилгамеш кон ковчезите се врати и во лутина ги искрши. Пак кон шумата се упати. Го здогледа Ур-Шанаби и кон него тргна. Ур-Шанаби на Гилгамеш му рече: "Кажи ми го твоето име, кажи ми го." "Јас сум Ур-Шанаби, бродарот на Утнапиштим далечен." Гилгамеш на Ур-Шанаби му рече: "Гилгамеш се вика, од бреговите на Ану дојдов, од изгреј сунце пат далечен поминав, и сега тебе те гледам, Ур-Шанаби. Дај Утнапишти далечен да го видам." Ур-Шанаби на Гилгамеш му рече: "Зошто ти се така образите испиени? Зошто ти е челото мрачно и набрано? Зошто ти е душата натажена, а ставата подведната? Зошто болка во срцето криеш? На патник личиш од далечина што иде, од ветар бурен и сонце си потемнет, од пладневен жар во лице си поцрнет. Зошто оддалеку преку степата иташ?" Гилгамеш на Ур-Шанаби бродарот му рече: "Како образите да не ми се испиени, а челото мрачно и набрано? Како да не ми е душата натажена, а ставата подведната? Како во срцето болка да не крием? Како да не личам на патник од далечина што иде? Како лицето да не ми е поцрнето од бурен ветар и сонце и од пладневен жар изгорено? Како оддалеку преку степата јас да не јурам? Мојот млад брат, пантерот на степата, Енкиду, мојот млад пријател, кој стори се, на брегот на кедровите да се качиме, да го фатиме и убиеме небесниот бик, Хумбаба да го совладаме, во кедровата гора што живееше, по горските клисури лавови убивавме, мојот пријател, кој со мене сите опасности и маки ги делеше. Енкиду, кого го сакав, толку многу го сакав, него судбината на смртните го стигна. 6 дена и 6 ноќи го оплакував, и во гроб не го положив. Страф од смртта ме фати, па затоа преку степата јурам. Судбината на мојот пријател тешко ми падна, затоа од далечина доаѓа. Зад себе пат долг изгазив. Како болката и тагата да ги стишам, како да се утешам? Пријателот што го сакав, прав стана. Енкиду, мојот пријател, грст земја се стори. Зари јас, ко он, ќе морам да се смирам и довека да нестанам?" И Гилгамеш на Ур-Шанаби бродарот му рече: "Па сега, Ур-Шанаби, како до Утнапиштим да дојдам? Упати ме како до него да стигнам. Тајниот пат покажи ми го. Ако е возможно, морето ќе го пребродам, ако не е, понатаму по брегот ќе јурам."
Уршанаби, бродарот, нему му рече: со своји раце ти превозот го уништи. Ковчезите со камења ти ги искрши. Сам на себе преминот си го затвори, преку шумните води на смртта. Ковчезите со камења се искршени, па не можам да те пренесам до островот на животот. Сепак Гилгамеш, секирата земја, подготви се, во шумата појди, 120 стебла собори, така што секоја греда 60 лакти да брои, изделкај ги, зашили ги, донеси ги. Штом Гилгамеш тоа го чу, секирата си ја зеде, во шумата појде и 120 стебла собори, ги изделка. Секоја страна 60 лакти броеше, ги зашили. Ги собра и кај Уршанаби ги однесе. Се качија на коработ со стебла товарен. На брановито море го доведоа и стреловите одредија. Месец и 15 дена долг е патот. Но гледај, на третиот ден Уршанаби до водата на смртта стигна. Уршанаби на Гилгамеш му рече: забоди едно стебло и со секирата за земјата прецврсти го. Со раката не смееш до водата на смртта да допреш, зашто ќе умреш. Второ стебло земи и цврсто во земјата забоди го. Сега трето стебло земи, Гилгамеш, забоди го. Сега четврто стебло земи, Гилгамеш, забоди го. Сега петто стебло земи, Гилгамеш, забоди го. Сега шесто стебло земи, Гилгамеш, забоди го. Сега седмо стебло земи, Гилгамеш, забоди го. Сега осмо стебло земи, Гилгамеш, забоди го. Сега деветто стебло земи, Гилгамеш, забоди го. Сега 10-то стебло земи, Гилгамеш, забоди го. Сега 11-то стебло земи, Гилгамеш, забоди го. Сега 12-то стебло земи, Гилгамеш, забоди го. 120 стебла употреби Гилгамеш, потоа појасот го раскопча, лавовските кожи ги отфрли и со своји раце катарка постави. Утнапиштим во далечина гледа, сам со себе зборува, в срце се советува. Зошто исчезнаа ковчезите со камења од коработ? Кој со кораб кај мене не повикан доаѓа? Оти тој дојден човек не ќе биде? Загледувам. Човечко суштество тоа не ли е? Загледувам. Бог не е ли тоа? Сосем како мене личи. Со моќна рака гредите во брзите води на смртта ги забодува. Гредите, ковчезите со камења му ги заменуваат, што Уршанаби во вода ги фрлаше. Со сигурна рака коработ по гредите го влечат. Наскоро на брегот од островот ќе бидат, но сите греди веќе се забодени. Тогаш дојденецот катарката високо ја подигна, со секирата замавна, на половина ја пресече и двете половини ги заби. И коработ одеднаш на брегот се најде. Утнапиштим од куќата слегува и кон странецот ита. Утнапиштим на Гилгамеш му рече: кажи го твоето име, кажи кој си. Јас сум Утнапиштим, живот вечен што најде. Гилгамеш на Утнапиштим блажен му рече: Гилгамеш се вика, од бреговите на Ану ваму дојдов. Од изгрејсунце пат далечен поминав. Најпосле те гледам тебе, Утнапиштим далечен. Утнапиштим му рече: зошто ти се образите толку испиени? Зошто ти е челото мрачно и набрано? Зошто ти е душата толку натажена, а ставата подведната? Зошто во срцето болка криеш? На патник личиш од далечина што иде, од бурен ветар и сонце потемнеци, од пладневен жар лицето ти е изгорено и зошто оддалеку преку степата иташ? Гилгамеш на Утнапиштим далечен му рече: како да не ми се образите испиени, а челото мрачно и набрано? Како душата да не ми е натажена, а ставата подведната? Како во срцето болка да не кријам? Како да не личам на патник од далечина што иде? Како лицето да не ми е потемнето од ветар буен и сонце и од пладневен жар изгорено? Како оддалеку по степата да не играм? Мојот млад брат, пантерот на степата, Енкиду, мојот млад пријател, кој стори се, на брегот од гедровите да се качиме, да го фатиме и убиеме небесниот бик, Хумбаба да го совладаме, во кедровата гора што живееше,
По горските клисори лавови да убиваме, мојот пријател, кој со мене сите опасности и маки ги делеше. Енкиду, кого го сакав, толку многу го сакав. Него судбината на смртните го стигна. 6 дена и 6 ноќи го оплакував и в гроб не го положив. Страф од смртта ме фати, та затоа преку степата јура. Судбината на пријателот тешко на мене легна. Затоа ваму оддалеку идам. Зад себе пат долг изгазив. Како болката и тагата да ги стишам? Како да се утешам? Пријателот што го сакав, прав стана. Енкиду, мојот пријател, грст земја се стори. Зар и јас ко он мора да се смирам и довека да нестана? Гилгамеш на Утнапиштим му рече: решив до Утнапиштим далечен да отидам. Го безсмртниот да го видам. Живот што најде. Така тргнав и по земјата патував. Преку брегови патував, тешко проодни, поминував мориња и реки. Со среќен живот не се задоволив. До наситка со болка се напив. Страдањето храна ми беше. До сабиту уште не стигнав, а облеката ми беше одамна искината. Бев принуден диви птици и диви кози, елени и газели да ловам и месото да им го јадам. Лавови, пантери и чакали, моето копје убиваше и со нивните кожи се облекував. Демоните на смртта вратата нека ја затворат, со смола и камења нека ја затрупаат. Сакам демоните на смртта да ги уништам, та нивното кликање да престане. Напиштим, тајната на животот откри ми ја, ти живот постигна вечен. Утнапиштим на Гилгамеш му рече: не лелекај и не ја досувај се. Боговите и луѓето различни судбини имаат. Татко ти и мајка ти човек те родија. Иако 2/3 си Бог, а 1/3 човек, таа кон судбината на смртните те носи. На човекот вечен живот не му е одреден. Смртта е страшна, на секој живот таа цел е. Зар за вечност куќи градиме? Договорите за вечност ли ги запечатуваме? Секогаш ли браќата наследството го делат? Зар човекот во љубовта вечно се насладува? Секој ден ли се разливаат реките и земјата ја поплавуваат? Зар птиците кулилу и кирипа вечно пролетта ја гледаат? Зар нивното око довека сонцето го гледа? Откако деновите се почнати, ништо не е трајно. Не личат ли еден на друг новороденчето и смртта? Зар двете не се обележани со знаците на смртта? Кога чуварот и вратарот душата од подземјето на светлина ја пуштаат и новороденчето сонцето го поздравува, тогаш се собираат силните богови Анунаки. А со нив и Мемету, божицата, судбини што одредува. Заедно текот на животот го одредуваат. Деновите на животот тие ги одредуваат, но деновите на смртта не ги бројат.